Разговараме со Софија Губова-Пеева, специјалист, дерматовенеролог во Општа болница Гевгелија, поранешен ученик во Општинското основно училиште Поча Рацин, Нов Дојран. Докторке, што се акни? Акните се хронично воспаление на пилосебацијалната единица. Пилосебацијалната единица е составена од влакнениот фоликул и лојните жлезди кои го придружуваат влакнениот фоликул. Во тинејџерските години, под дејство на машкиот полов хормон, тестостеронот, кој што се влачи зголемено и кај машките, но исто така и кај девојчињата, ако е машки полов хормон, доаѓа до зголемено лачење на себум или мрсноќа, хиперкератинизација на влакнениот фоликул и запушување на тој влакнен фоликул, па под дејство на една бактерија, пропионибактериум акне, доаѓа до воспаление кое што прави создавање на комедонот или основната единица на акните. Исто така, влијание имаат и надворешните фактори, како што се загадувањето на воздухот, начинот и стилот на животот на самиот пациент, како и сонот, физичката активност и така натаму. Колку се чести акните и зошто некој ги има, а некој ги нема? Акните се многу чести во тинејџерската возраст, или 9 од 10 тинејџери имаат акни. Секоја втора девојка смета дека има масна кожа, или може да кажам во нашата ординација дека 2 до 3 пациенти на дневна основа доаѓаат со проблематична кожа или мрсна кожа склона кон акни и бараат третман за истите. Кој ги има, кој ги нема акните, тоа е генетската предиспозиција или генетиката предодредува кој пациент ќе има акни, а кој ќе нема, но исто така значење има и, како што кажавме, и надворешното влијание и стилот на живот на пациентот. Како се поставува дијагноза на акни? Акните се дијагностицираат клинички или со преглед, но прегледот треба да го направи специјалист дерматовенеролог, затоа што некој ќе каже, еве се гледаме во огледало и може да се забележи дека имаме акни, но дијагнозата, правилната дијагноза ја поставува лекар, специјалист дерматовенеролог, заради тоа што има најразлични форми на акни, а од тоа зависи лекувањето на акните и прогнозата и ефектот од терапијата. Дали исхраната влијае на акните? Исхраната секако дека влијае. Модерниот начин на живот доведува до младите да почесто консумираат junk food или брза храна, што секако влијае во клиничката слика на акните, влошувањето на нивниот тек, така да исхраната богата со растителни влакна, овоше, зеленчук, треба да биде позастапена, а помалку застапена брзата храна, храната полна со конзерванци, како што е чипсот, мајонезот, така да треба малку повеќе да се насочат младите на малку поздравиот начин на живот, отколку на полесниот начин на живот, а тоа е брзата храна. Какво е лекувањето и прогнозата? Лекувањето зависи од клиничката слика на пациентот. Доколку се работи за лесни и тешки форми на акне, лекувањето може да биде со локален третман. Секако третманот го одредува лекар дерматовенеролог, но имаме и тешки форми на акне, каде што локалната терапија самостојно нема да ни помогне доволно, така да се вклучува и орална терапија со антибиотици, со орални ретиноиди и од таму зависи и текот и прогнозата на самите акни. Инаку прогнозата е солидна кај лесните и тешките форми, средните форми на акне, кај тешките форми на акне третираме поинтензивно заради компликациите од акните кои што може да се појават, а тоа се лузните, хиперемните флеки, така да пациентот доколку биде принципиелен, доколку ги следи препораките на дерматологот, третманот и прогнозата ќе бидат одлични.
Сега да поразговараме на малку поинаква тема. Што значи за вас училиштето Кочо Рацин од вашето детство? Па значеше многу, затоа што основното училиште е основа, база за секое дете за натамошниот животен пат. Тука се учат првите навики, едноставно се осознава светот и секако и првите другарства, тие најискрените другарства кои што траат за цел живот се стекнуваат токму во основното образование, како што е и во мојот случај. Кој учител остави најголемо влијание врз вас и зошто? Нема да насочувам никој, за да не се почувствуваат останатите наставници недоволно предни, но ќе се пронајдат. Најмногу ме влечеше биологијата и хемијата, уште на самите почетоци, што беше и клучно за понатамошното моје образование. А мојата втора љубов беше литературата и убавиот збор, така да обожавав да пишувам и да читам во исто време и се уште ми е втора љубов литературата. Како ве насочи основното образование кон медицината? Како што кажав, најмногу ме влечеше биологија и хемија. Тие ми беа како еден волшебен свет кој што треба да се истражува. Секако и хуманиот момент во медицината, јас уште како дете сакав многу да помагам на луѓето и склопот од тие две работи беше клучно за мојот натамошен образовен пат. Наставничката исто по биологија беше една голема инспирација за мене, затоа што имаше посебен начин на пренесување на своите знаења. За какви предизвици се соочувате како млада докторка? Предизвици има секојдневно. Ете, можам да кажам дека еден поинтересен предизвик за мене е да се решаваат потешките случаеви, поретките случаеви кои што доаѓаат во нашата ординација. Друг предизвик кој не е толку интересен е предизвикот што работам во помала болница, каде што сме ограничени со дијагностички процедури и со тераписки модалитети. Што би им порачале на сегашните ученици од вашето основно училиште? Мојата порака е да учат, да се интересираат, да бидат љубопитни. Да, технологијата е на дофат и е многу подостапно се, но според мене цврстата основа за натамошното образование е сепак учењето и знаењето и основата е токму основното училиште, така да тоа ќе биде мојата порака до учениците кои што сега учат во моето основно училиште. Ви благодарам.